да се занимаваат личностите со физичка активност, да пешачат, да спортуваат, затоа што на тој начин овозможуваме пренасочување на вниманието, на тој начин овозможуваме да се малку повлечеме од она што значи оптовареност на нашата психа и на нашето внимание со моменталните случувања. Да се обиде секоја една личност да колку може, не можеме да очекуваме веднаш да се вратиме на нашите секојдневни навики, рутини и така натаму, меѓутоа постепено. И тогаш кога немаме волја, личноста треба да се обиде, да смогне, што се вели, сили и да застане на нозе, да обезбеди малку поквалитетен сон, подобра исхрана, затоа што телото кога е под силни емоционални доживувања, постои ризик да се јави и телесна истоштеност, односно преоптовареност, па многу лесно таа психолошка траума да премине во одредени физички последици. Може да се јави депресија, анксиозност, кошмари и така натаму.